Црни матичарски тезги, кешна рака за венчавки на диво, државата останува без денар. Слободен печат го отвора прашањето која венчава државата по сопствени правила. Мирослава Симоновска во новата истражувачка сторија разоткрива криминална мрежа во управата за водење матични книги, составена од легални матичари, кои на нелегален начин склучуваат бракови во скопските хотели и ресторани и се стекнуваат со материјална корист за себе. Оштетени од нивната злоупотреба на службената положба и овластување се државниот буџет, но и колегите матичари што работат законски. Повеќе детали во целата сторија на slobodенpečat.mk. Во следните 3 минути ви ги носиме најважните вести од Македонија и светот. Во Македонија има 4 случаи на маларија, 3 случаи на денга, 1 на зика и 8 на западнонилска треска. Во Македонија годинава се пријавени 4 случаи на маларија, 3 на денга, 1 на зика и 8 случаи на западнонилска треска, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. Тој им порача на граѓаните што патуваат во ризични региони, особено во Африка, на Малдиви и во Занзибар, на време да побараат медицински совети и заштита, а инспекцијските служби ги контролираат дали општините спроведуваат соодветна дезинсекција. Хепатит А и Е може да станат јавачи на опашката на гостиварската епидемија. Матичните лекари добиваат насоки за рано откривање. Здравствените власти најавуваат засилен надзор во Гостивар по смирувањето на акутната фаза од епидемијата со фокус на навремено откривање на хепатит А и Е и други заразни болести. Министерот за здравство Сашо Клековски соопшти дека причината за епидемијата се уште не е утврдена, а од над 4300 граѓани што побарале лекарска помош, епидемиолошка анкета е направена кај 602 лица. Апел до жителите на Ореовец и Леништа: не користете вода од јавните чешми. Анализите покажале присуство на бактерии. Општина Прилеп ги предупреди жителите на двете села да не ја користат водата од јавните чешми, откако лабораториските анализи покажале дека таа не е здравствено исправна. Во Ореовец се препорачува водата да се преиврива најмалку 10 минути пред употреба, додека во Леништа надлежните советуваат воопшто да не се користи за пиење. Македонецот Танасковски е уапсен во Црнагора, осомничен за обид за убиство на мафијашот Кан. Црногорската полиција го уапси 19-годишниот Андреј Танасковски во Никшик по меѓународната потерница за обид за убиство на Марко Љубиша Кан во Будва. Според тамошните власти, Танасковски е осомничен дека во август годинава пукал кон Љубиша во хотелски комплекс, а со него е приведено и лице осомничено дека му помагало да се крие. Комисијата за заштита на конкуренцијата падна на ревизија. Не знаеле кој доаѓа на работа, кој колку плаќа глоба. Државниот завод за ревизија утврдил низа пропусти во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2024 година, од евиденции за присуство до следење на изречени глоби. Ревизорите констатирале дека институцијата немала целосна евиденција за вработените, немала единствен систем за предметите со глоби, а поголем дел од годината работела и без полн состав на членовите. Фискалниот совет е загрижен за новото задолжување од 114,2 милиони евра, предупредува на зголемен буџетски дефицит и ризици за јавните финансии. Ребалансот на буџетот ја зголеми разликата меѓу приходите и расходите, па државата ќе треба дополнително да обезбеди 114,2 милиони евра преку задолжување. Фискалниот совет предупредува дека дефицитот од 4,1% од БДП го намалува просторот за идни развојни политики и справување со можни економски кризи. Градот ќе ги намалува социјалните разлики со бесплатни униформи за првачињата во средните училишта. Мерката ќе важи од следната учебна година.
Град Скопје од следната учебна година ќе обезбедува бесплатни униформи за учениците кои се запишуваат во прва година во средните училишта. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски вели дека целта е да се намалат социјалните разлики меѓу учениците и да се намали финансискиот товар за семејствата, но се уште не е познато дали им униформите ќе бидат задолжителни и колку ќе чини мерката. Следната недела поголемо намалување на цените на горивата. Најави Мицкоски нова пресметка по падот на берзанските цени. Премиерот Христијан Мицкоски очекува следната недела да има поевтинување на дизелот и бензините по новата анализа на акцизите и движењата на светските берзи. Тој најави дека по последното зголемување на цените на горивата кое беше околу 4,55% ќе се направи нова пресметка по 31 јули. Вандализам во Босна. Оштетена е статуа на Богородица. Запален е и олтар на црква. Полицијата трага по сторителот. Во Меѓугорје, Босна и Херцеговина, оштетена е статуата на Богородица, а подоцна бил предизвикан и пожар на надворешниот дел од олтарот на црквата Свети Јаков. Полицијата добила пријава за двата инциденти во раните утрински часови, а снимки од надзорните камери покажуваат лице кое го пали олтарот и го напушта местото. Жените во Црнагора добија право на менструално отсуство, 2 дена платен одмор месечно за одредени здравствени состојби. Собранието на Црнагора ги усвои измените на Законот за здравствено осигурување со кој се воведува право на платено отсуство за жени со секундарна дисменореја. Правото се однесува на оние со дијагностицирани гинеколошки состојби како ендометриоза, миоми и други заболувања што предизвикуваат болни менструални циклуси. 5 тела на бебиња се пронајдени во кутии во домот на брачен пар во Франција. Полицијата отвори истрага. Француската полиција во дом во Оринч на југот на земјата пронашла тела на 5 новороденчиња складирани во картонски кутии. Случајот бил откриен откако жената вчера родила здраво бебе, а истражителите сега ги утврдуваат околностите под кои настанала трагедијата. Пожар во метро во Барселона. Патниците се гушеле од чадот. Над 130 се повредени. Во пожар што избувнал во метрото во Барселона, 139 лица побарале медицинска помош, а дел од нив биле пренесени во болница. Пожарот настанал на дел од електричната мрежа меѓу две станици, пошто патниците биле евакуирани, а сообраќајот на една од најфреквентните линии бил привремено прекинат. Украински дронови го нападнаа Чехов. Крим остана без струја. 7 мина загинаа во руски напади. Украински дронови погодиле цели во Московската област, а на Крим е пријавен прекин во снабдувањето со електрична енергија по нападите во текот на ноќта. Според руските власти, во нападот врз Чехов биле оштетени објекти и предизвикани пожари, додека одделно Русија соопшти дека во нејзини напади загинале 7 лица. Земјотрес со јачина од 7,1 степени ја погоди Јапонија, издадено предупредување за цунами. Силен земјотрес со магнитуда од 7,1 степени ја погоди префектурата Кумамото на југот од Јапонија, пошто властите издадоа предупредување за цунами. Јапонската метеоролошка агенција предупреди на можни бранови високи до 1 метар, а вонредни мерки се активирани во повеќе префектури на островот Кјушу. Русија му помага на Иран во нападите врз американските цели, тврди Зеленски. Трамп рече, ќе го прашам Путин. Украинскиот председател Володомир Зеленски обвини дека Русија му обезбедува разузнавачка поддршка на Иран, вклучително и сателитски снимки од американски воени бази на Блискиот Исток. Зеленски најави дека доказите ќе ги сподели со меѓународните партнери, додека американскиот председател Доналд Трамп изјави дека за наводите ќе разговара со рускиот председател Владимир Путин.
Трамп денеска ги пречекува Зеленски и Нетањаху. Главни теми – Украина, Иран и безбедноста на Блискиот Исток. Американскиот председател Доналд Трамп денеска во Белата куќа ќе се сретне со украинскиот председател Володомир Зеленски и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. На разговорите се очекува да бидат отворени прашања за војната во Украина, конфликтот со Иран, нуклеарните договори и можностите за дипломатско решение на кризите. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.